Добар ден, еве не повторно во понеделник во 12 часот со најче, со кафе или без кафе, како што сакате. Денеска ќе зборуваме за една тема која што има и нема врска со политиката, а тоа е за успешноста, како вредност која што се промовира во современиот свет. Според мене, една од најнегативните работи која ја промовира капитализмот, посебно во современата варијанта од неговото постоење, е градењето на специфичен систем од вредности, кои луѓето ги дефинираат како успешни или неуспешни. И поврзано со тоа, постојаната трка за постигнување на вака дефинираната категорија на успешност. Трка во која луѓето се втурнати уште од најмала возраст. Од памет ме вади поделбата на луѓето на победници и лузери. Најдобра песма, најдобар филм, најдобар спортист, најдобар ученик, најдобар научник, најдобар новинар. Ама тоа определува дали си најдобар. За мене, например, најдобрата песна воопшто не е мојата омилена песма. Ниту пак најдобриот филм е мојот омилен филм. Или најдобриот писател кој што е прогласен не е мојот најомилен писател. И воопшто нешто што се прави, нешто што е направено, воопшто не мора да има трајна трага. Може да биде само момент на создадена убавина и среќа. Например, фигурите изработени во песок. Значи, тие постојат во одреден момент. Постојат многу краток период. Постојат едно лето, може да постојат еден ден, може да постојат една недела, меѓутоа тоа не ја намалува нивната убавина. Или пак фигурите направени во мраз, кои што постојат само до оној момент додека не бидат стопени и на тој начин тргнати од реалноста и од можноста луѓето да ги видат. Или пак некоја поединечна порака, испратена на најубав можен начин, како што се, например, посебните слики во песок кои што ги прават свештениците на Тибет и кои што штом ќе бидат завршени, веднаш се бришат, за да може со тоа да се покажи минливоста на времето и минливоста на убавината и минливоста на вредностите. Или пак едноставно некоја посебна порака која што специфично е испратена до некого, исто така на најубав можен начин. Успехот во капитализмот се врти околу финансиското богатство пред се. Преку приходи, инвестиции, средства. Ова обично се постигнува со некој вид на кариера или предприемачки потпат и обично во форма на качување по корпоративна скала или започнување собствен бизнис. Финансискиот успех вообичаено доаѓа и со општествено признание или статус за нечие достигнување. Овој статус или класа му овозможува на поединецот да акумулира понатаму материјални, но и други добра, да остварува лична автономија и да добие пристап до искуства што многумина никогаш нема да ги добијат. Многу често викаат дека постигнувањето на финансиски успех, и тоа често се промовира, е остварливо,
ако само доволно се работи и доволно напорно се работи. Меѓутоа, ова се кажува во општество во кое што околу 50% од бизнисите, според статистиките, пропаѓаат во рок од 5 години. А шансите за искачување на корпоративната скала се исклучително мали. И тие шанси се за малкумина среќни. Според овие параметри, успешен си ако имаш пари, ако имаш статус во општеството, ако си познат, ако имаш моќ, ако добиваш лајкови на социјалните мрежи, ако се облекуваш од точно одредени продавници и точно конкретни марки на облека, или ако одиш на посебни места за одмор, на посебни забави, на посебни собиранки. Успешен си ако ги имаш сите петки, по секоја цена. Ако завршиш факултет, по секоја цена. Ако добиеш висока функција, по секоја цена. Ако направиш бизнис, по секоја цена. Ако се дружи со конкретни луѓе, по секоја цена, дури и тогаш кога ептен не ти се допаѓа. Тоа е постојана трка, стрес, фрустрации, притисок. Вреднување на луѓето според параметри кои ги наметнува едно многу нездраво општество. Детето мора да оди на спорт и тогаш кога не го привлекува баш ниту една спортска активност. Или на музичко, иако не ужива во тоа. И на курсеви барем за 2 јазика, иако тоа му е мачно. И на фенси камп, каде што е несреќно. И на роденденски забави на деца со кои не сака да се дружи. Не смее да има ниту минута слободно време. Не смее да се досадува и да безделничи. Не смее да направи свој избор. И повторно мора да ги има сите петки. По се и секогаш да биде најдобар ученик. Тана срамно да се има 4, 3, па и 2 по некој предмет. И мора да се оди на факултет. Таткото или мајката биле лекар, мора и детето. Архитект, мора и детето. Правник, мора и детето. Затоа што тоа значи успех по секоја цена, дури и со најголеми жртви. Јас имам многу голем проблем со ова. Не само заради тоа што според овие параметри како успешни треба да ги сметам Груевски, и Мицковски, и Али Ахмети, и Ардан Груби, и секоја будала која успела да се искачи по статусните скалила. Величењето на успешноста ми е сосема спротивно со идеите на концептот за човекови права. Во меѓународните документи за човековите права не се спомнува успешноста како услов за повеќе права, за поинаков третман, за цел на постоењето на човекот или за вреднување на човекот. Она што произлегува од овие документи е една сосема друга цел. Секое човечко суштество да добие шанса да го достигне максимумот на својот собствен потенцијал и достоинството на човекот, и правото на избор, и правото на слобода. Постојаниот надпревар во кој ги втурнуваме децата од најрана возраст и нивното насочување кон достигнување одредени позиции кои се сметаат за статусно престижни, многу лесно може да ја уништи среќата и задоволството од животот и креативноста, која воопшто не мора да биде валоризирана за да му причинува некому задоволство и да придонесува за подигнување на општото ниво на создадена убавина на светот. Денешните луѓе сега ја носат менталната тежина на обидот да го постигнат секој наметнат идеал во однесувањето, во изгледот, во постигнувањата, во статусот. Со поголема изложеност на успехот на другите и помалку вештини за справување со неуспехот од генерациите израснати низ тешкоти, луѓето се повеќе стануваат жртва на напади на анксиозност и депресија, кои се не само хронични,
туку и исцрпувачки, па и погубни. Ова влијае на менталното здравје на многу луѓе, кои чувствуваат дека едва ја држат главата над вода. Наместо да научат да живеат, тие ја насочуваат својата енергија на тоа да не пропаднат, да не бидат прогласени за лузери. Животот се претвора во постојана трка, во која може да има само неколку победници и огромен број губитници. Во таа трка не се вреднува добрината, ниту лојалноста, или визионерството, или пријатното друштво, помагањето, забавноста, љубезноста. Не се вреднува едноставната убавина на живеењето. Кога сите останати вредности ќе бидат поклопени од идејата за успешност во дефиницијата која ја дава современиот капитализам, подпомогнат од широките можности на информатичката поврзаност, тие постепено почнуваат да атрофираат, да исчезнуваат, да ги снемува. Foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, Foreman. Relief man passing. Relief man passing. Проверка на човек. Проверка на бизнесот. За развој на бизнесот. Политиката и држава проверка на бизнесот, што гради да се повеќе, сега ќе имаме образование проверка на бизнесот. Затоа што наместо да се промотира креативноста и развојот на секој индивид и слободата, изборот кој не е условен од елементарна екзистенција, се промовира за безпоследност и неверојатно тоа колку е некој добар за бизнисот. Во случајот на Македонија, социјалниот притисок да се биде успешен добива и една нова димензија. Тој се претвора во корумпирање на образованието, во изигрување на мерит системот при вработување и кариерно напредување, поставување министри, приправници, членови на управни одбори кои појма немаат од областа која треба да ја управуваат, советници кои немаат никакво искуство. И веќе не е важно што навистина правиш, туку како те оценува заедницата во дадениот момент низ призмата на моментално поставените вредности, каков си во перцепцијата на мнозинството. И да, доаѓаме до заклучокот дека овој и ваков систем е речиси дизајниран да произведува анксиозност и депресија кај луѓето. И многу откажувања, само да се постигне она што некој друг го дефинирал како успех. За мене, успех е да извршиш некакво било какво позитивно влијание, да направиш некого среќен, да го направиш обкружувањето поубаво за живење за поголем број луѓе, да создадеш услови поголем број луѓе да можат да живеат убав и достоинствен живот. Успех е да бидеш среќен, без поредување со среќата на другиот, едноставно среќен затоа што нешто тебе ти е убаво, не затоа што другите мислат дека нешто е убаво или нешто треба да те направи среќен. Среќен затоа што си насадил грмушка, затоа што си нацртал цртеж, си направил драма без пари, си напишал песма која никој нема да ја објави, си поправил хидрофор, си направил туршија, си извозил низ прекрасен предел, си се спуштил на скии по планинскиот срд, си се искачил на планина, си нашол прекрасна печурка под некое дрво.
Не затоа што некој те вреднува или го вреднува она што си го направил. И да можеш да бидеш слободен. Слободен да ги правиш собствените избори. Слободен да го употребиш времето на начин на кој ти самиот сакаш. За мене За мене еден од најуспешните луѓе кои ги познавам е мојата почината другарка Марија Станкова. Таа не беше богата, немаше никој посебен статус, не беше ни мажена, ниту пак имаше деца. Беше поетеса со огромен број напишани песни и само една издадена книга. Ние. За мене беше поим за успешен човек, затоа што твореше независно од тоа дали некој тоа ќе го чита или не, само затоа што тоа ја правеше среќна. Затоа што со својата добрина и со своите песни го правеше светот поубаво место за живење. Можеби еден ден некој ќе ги открие нејзините необјавени песни и ќе ги објави. И луѓето тогаш ќе кажат колку успешна била, а можеби и не. Тоа не ја намалува нејзината лична успешност. Затоа што животот не е трка во која треба да победиме, туку прошетка низ магепсана шума во која треба да ги откриваме скриените волшебства. И секој човек треба да добие шанса да го изоди својот најубав пат низ волшебната шуба. Светот нема да биде поубаво место за живење ако се зголеми бројот на успешни луѓе, според стандардите кои денес го определуваат успехот. Според мене, светот ќе биде поубаво место за живење со повеќе Марии Станкови и со повеќе објавени или необјавени песни, како оваа која што Марија ја напишала, а која што се вика недовршена роденденска песна. Вика сонцето во твојата куќа и мојата ја топли и ја осветлува. Затоа не чуди се што секој твој роденден како свој го чествувам, го обележувам. Некогаш со омилени песни на тишината, а некогаш со звездена трпеза, на која редовно почесни гости се есенските виножита, месочината и северната звезда. Тоа е за мене успешен човек. Можеби можеме да разговараме за оваа тема, можеби ќе ве поттикне да размислите за вашиот собствен успех или за вашето собствено разбирање на успешноста и неуспешноста, а можеби едноставно сето ова ќе отиде во етерот, меѓутоа како елемент кој што мене во моментот ме направи среќна. Благодарам многу и се гледаме идниот понеделник во 12 часот со најчен, без кафе, со кафе, според ваше лично определување.